Здраво, драги гледачи, добре дојдовте во новата емисија Супер Звезда. Се надевам дека ќе уживате во она што ќе го видите денеска, во знак на прекрасен амбиент и расположение. Јас ви мафтам, а тоа го прават и малите супер звездички, со кои денеска сите заедно ќе ве одведеме каде не, ако не на едно многу интересно место. Бидете подготвени за чудо. По 10 години постоење за прв пат денеска со Супер Звезда ќе ја посетиме сообраќајната полиција во градот Скопје. Оние чичковци и тетки кои што секојдневно ги гледаме на улиците околу нас, како го регулираат сообраќајот, како ги стопираат возилата и им помагаат на граѓаните, денеска ќе дојдеме да ги посетиме и да видиме што во суштина точно е нивната работа. Сакам да ги прашам супер звездичките, дали сте расположени, дечки? Да! Дали ќе направиме нешто што не е видено до сега на телевизија? Ајде да направиме емисија во која ние, полицајците и сите оние кои што не гледаат подеднакво ќе уживаме. Дали некој од вас до сега бил во полициска станица? А имаме и такви. Зошто, Злато, беше ти во полицијата? Јас бев во полициската станица да гледам црта. Оу, цртани филмови, јас не сум знаел дека и тоа се прави таму. А Стефан, и ти имаше кренато рака. Зошто си бил ти во полициска станица? Јас сум бил дека татко ми е вработен во полициската станица сообраќајна. О, така. А јас мислев дека деца не одат таму и децата не знаат дали е тоа убаво или не убаво место. Еве, кажи ми ти, страшно е да се оди таму или не? Не, воопшто не е страшно. Ќе уживаат нашите гледачи ако дојдат денеска со нас во Да. сообраќајната полиција? Да. Драги гледачи, ве покануваме да останете заедно со нас во следните 60 минути. Навистина ќе видите нешто што овој пат премиерно ќе биде емитувано во програма. Дечки, расположени, среќни и весели? Да! Одиме во сообраќајната полиција? Да! Трчаме 3-4. Је! Ајде, драги гледачи, по нас. Драги гледачи, како што претходно кажавме во најавата, денеска заедно со Супер Звездите сме специјални гости во сообраќајната полиција Скопје. Веднаш кај до мене се наоѓа господинот Сашо Богдановски, кој е командир на оваа полициска станица. Господине Сашо, добар ден и добре дојдовте во Супер Звезда. Како сте? Јас сум супер, баш ми е драго вие што додовте и сте гости во оваа полициска станица. Сакам да прашам, еве, денеска доаѓаме со дечињата од Супер Звезда овдека за прв пат кај вас. Дали и друг пат доаѓале деца во вашата станица? Да, во оваа наша полициска станица доаѓаат дечиња, се дружиме, а баш ми е многу драго што и вашава редакција дојде тука да се дружиме, ние ги едуцираме дечињата за нивната безбедност во сообраќајот. Значи им се пуштаат филмови, имаат предавања, имаат се што е потребно за тие од мали да знаат како треба да се однесуваат? Токму така, значи филмови, цртани филмови, сообраќајни знаци за нивната поголема безбедност се разбира. И уживаат ли децата овде? Нормално дека уживаат. Ќе уживаме ли дечки ние овдека, а? Да! Ете така, ме интересира пред да бидеме и пред да влеземе официјално како ваши гости, да ми кажете колку полицајци работат овдека? Во оваа полициска станица работат доволно полицајци за да си извршуваат своите работни задачи на теренот како што треба. Значи, ни повеќе, ни помалку. Таман, колку што треба. Денеска ќе се запознаеме со повеќето од нив. Токму така, денеска ќе се запознаете и оваа полициска станица и одреден број на полицајци што работат и ми било многу драго што ќе појдеме сега и Ќе се видиме со нив. токму така. А на крај, дали ќе имаме шанса да ги видиме и службените возила, тие со ротационите светла или полициските мотори, например, кои Стефан посебно ги обожава? Токму така, значи ќе се познаеме тој возен парк што располага сообраќајната полиција и што ги извршува нивните работни задачи на терен. Така, господин Сашо, ви благодарам многу за срдечното гостопримство и ги поканувам гледачите да останат заедно спод нас по кратката пауза. Ќе видиме што се крие сообраќајната полиција Скопје. Останете со нас. Еве сега овде во сообраќајната полициска станица имаме посебна чест и задоволство да бидеме во друштво на господинот Благоја Котев, кој меѓу другото е еден од оние кој што е постојано во контакт со дечиња. Господине Благоја, како сте? Одлично. Еве, пред се сакам да им пожелам добре дојде на сите овие дечиња од Супер Звезда во полициската станица за безбедност на патниот сообраќај. Убаво најавивте, кажавте. Јас постојано сум, значи, со децата, почнувајќи од школската година од месец септември, па се до завршувањето на учебната година преку најразлични акции и манифестации околу едукацијата на децата од областа на сообраќајот. Веќе некои од дечињата пред да дојдат во нашата полициска станица ме забележаа и ме препознаа токму кога сум бил присутен во нивното училиште. Така, значи вие се дружите во нивните училишти и секаде оному каде што организирате едукативни, значи, настани, па дури и квизови. Квизови, значи почнувајќи од едукација на децата од најмала возраст,
со учениците од прво, второ одделение до четврто одделение, каде што ги едуцираме за основните сообраќајни правила и прописи. Потоа имаме сообраќајно воспитната манифестација детски семафор, каде што децата решаваат посебни тестови, возат велосипеди, а од неодамна, значи од ланската година, почнавме со реализација и квиз надпревар од областа на сообраќајот, која што втора година го реализиравме и со успех, можам да кажам. Така, еве еден од оние проекти на кои што вие работите овдека, значи може децата да научат што е улица, што е семафор, црвено, жолто, зелено светло, така ли? Да, тоа е една сообраќајна мапа каде што децата може да ги изучат сите сообраќајни правила и прописи, сите сообраќајни површини, почнувајќи од тротоар, што е значи потоа пешачки премин, велосипедска патека, другите сообраќајни површини, коловоз, коловозна лента, сообраќајна лента и сите најразлични сообраќајни знаци кои што треба да ги знаат деца на својата возраст. Така, господин Благоја, кажете, битно е да знаат и дечињата и родителите, значи, зошто децата мораат од најмали да научат се за сообраќајот и за нивното понатамошно учество во сообраќајот како прво пешаци, потоа велосипедисти, па еден ден и возачи. Така, да, убаво кажавте, тоа се значи категориите учесници во сообраќајот, децата почнуваат како пешаци, возачи на велосипеди, велосипеди со моторцикли и на крај како возачи на моторни возила. За жал статистиката ни покажува дека децата се една од најзагрозените категории учесници во сообраќајот и неминовно е значи да се едуцираат од областа на сообраќајот, се со цел да се зачува пред се нивниот живот. Нема повредно нешто од човечкиот живот, а кога станува збор за детски живот, не треба да зборувам и да кажам колку е значајно. Јас при посетата во самите училишта сум крајно задоволен, не само од нашата едукација, ние се задржуваме таму по 1-2 часа, но наставниците и така како работат на децата на едукација од областа на сообраќајот, значи основна потреба е децата да ги знаат сообраќајните правила и прописи пред се да си помогнат самите себе, да си го зачуват животот. Имаме ли можност и шанса со вас еве да направиме една тура и па да почнеме од почетокот? Секако дека ќе имаме можност. Епа ајде тоа што да видиме сите оние кои што доаѓаат овдека на почетокот, кој ги пречекува и каде доаѓаат. Тргнуваме. Сега, драги гледачи, се наоѓаме во пријавницата на сообраќајната полиција и веднаш ке имаме прашање од овој шизик до мене. Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас викам Омар Џаферовски, сакам да прашам што работат полицајците во оваа просторија. Колку убаво прашање. Господин Благоја, што работат вашите колеги тука? Значи, секој за да влезе некаде да поиде, мора првин да се пријави. Овдека, значи, сите луѓе кои што доаѓаат во полициската станица за безбедност на патниот сообраќај треба да се пријават, а секако луѓето имаат најразлични потреби. Некои имаат потреба да пријават одземање на моторно возило, на некого кој што му е изречена глоба да ја плати глобата, или пак некој веќе кој што е платил глобата да пријави овдека во самата пријавница за да можат да ги известиме другите колеги да не му се поднесува соодветен поднесок. Често пати луѓето доаѓаат да пријават одземање на моторно возило, како што реков, или да пријават да се пожалат на некој полицаец за несовесното работење, или пак да пофалат некој полицаец дека совесно се извршил својата работа. Како се однесуваат граѓаните кога доаѓаат овдека? Дали се културни, некултурни, нервозни, весели? Најчесто? Па зависи кој за каква потреба доаѓа, нели? И така и реагираат, но во глобала секогаш граѓаните се културни, уочливи, затоа што и нашите службеници се држат према кодексот на своето работно место, како треба да ги прифатат најкултурно, најучтиво, да ги услужат сите оние граѓани кои што треба да дојдат во полициската станица. Знаеме дека ние сме сервис за граѓаните, значи мораме да ги услужиме. Така, благодарам. Има сега некој прашање што сака го постави? Оваа женска повели кукле, кој е твоето прашање? Моето прашање е кои луѓе доаѓаат тука во полициската станица? Така, значи кои луѓе? Млади, стари, деца, баби, дедовци? Најразлични луѓе значи доаѓаат од најмала возраст, како што вие еве денеска сте овдека. Сигурно командирот спомнал, често пати во нашата полициска станица доаѓаат голем број на дечиња да видат, да не посетат каде работиме, што работиме. Еве и вие денеска ќе имате можност да се запознаете со работата на полициската станица, со што ги извршуваме секојдневните задачи, како што реков, и најразлични проблеми кои што имаат граѓаните на подрачјето на Скопје и неговата околина. Така, откако видовме сега каде доаѓаат и кои се доаѓаат овдека, да видиме што прават понатаму полицајците во сообраќајната полициска станица. Сигурно од овдека ќе одиме во дежурната просторија каде дежурниот има своји обврски, своји заложенија, таму поконкретно ќе се запознаат дечињата да видат што тој работи на своето работно место. Тргнуваме, драги гледачи, по нас. Ајде.
А сега, драги гледачи, се наоѓаме во дежурната служба. Веднаш кај до мене се наоѓа Елдина. Елдина, здраво, живо и добре дојдовте во Супер Звезда. Како сте? Добро дојдовте вие. Фала ви многу, а тука е и колегата на Елдина, кој што се вика Сашо. Сашо, здраво, живо, добре дојдовте и вие. Фала ви, добре дојдовте и вие во станица. Фала ви го разубавевме ли денот денеска? Да, како никогаш до сега. Благодариме. Имаме ли сега дечки прашања за Сашо и за Елдина? Кој сака да постои прашање? Еве, Бојана, ајде да им дадеме предност на девечињата. Кој е твоето прашање, Злато? Здраво, јас сум Бојана Пренгјолица и сакам да прашам што е вашата работа. Прекрасно прашање, Сашо. Што е вашата работа поточно? Па, како што кажавме, ова е дежурната служба на сообраќајната полиција на град Скопје. Првично нашата работа и основна е да следиме безбедноста состојба на целиот град во однос на сообраќајот и од овде ги даваме сите задачи на нашите служби што се на терен поставени. Значи, вие од овдека следите се што се случува во моментот во сообраќајот и знаете моментално дали има или нема проблем? Да. Каква е ситуацијата на теренот во моментот? Моментално е супер, добро. Моментално е супер и посакуваме да остане така, што е можно подолго. Значи, доколку има проблем, овде ќе ви биде јавено веднаш. Да, овде ни јавуваат и нашите служби и граѓаните. Доколку се работи за сообраќајна незгода, за проблем со некој семафор, блокирани возила, например, од друго возило, координираме со специјалното возило Пајак, така да од тука се следат сите работи. Значи, пајакот од овде се координира, што зема и ги носи возилата и не ги враќа, после сами мораме да одиме по нив. Гледам овдека, значи, многу радиостаници, гледам компјутери, има телефони, има и некои чудни направи, никогаш не видени досега. Значи, се комуницира на разни начини? Да, комуницираме на 3 радиостаници, на 3 различни канали и со 3 телефони, кои се посебни телефони. Во зависност од задачата, комуницираме или по радиостаница со службите или по телефон. Некој работи не може по радиостаница. И со телефоните нормално комуницираме со граѓаните. И тие нас ни пријавуваат и ние по потреба ги бараме нив за одредени работи и така. Сите проблеми стигаат овде и разрешувањето почнува од тука. Да видиме дали имаме друго прашање. Оваа женска има. Јас сум Дина Јеговска и сакам да прашам дали вие им давате задачи на полицајците. Прекрасно прашање, Дина. Од овде добиваат полицајците задачи од вас? Да, од овде идат сите задачи за полицајците, без разлика за какви задачи се работи. Ние им даваме задачи по радиостаница и по телефон. Така, сакам да прашам Елдина, дали е убава вашата работа? Уживате ли во тоа што го правите? Да, уживам, меѓутоа има и тешкоти работата. Значи, не е све лесно и све убаво и не е секогаш мирно како сега во моментот. Значи, сега еден телефон звони, па не звони, па не звони. Има некогаш кога е хаос, кога има многу проблеми. Па има, да, Има може ден- да се рече. Има денови кога полицајците имаат и повеќе и помалку работа. Да, зависи од периодот на денот. Имаме погус сообраќај, нормално, со повеќе сообраќајни незгоди, со проблеми други во однос на одредени протести на граѓани, кај што ние исто вршиме обезбедување и така доаѓа до поголема гужва во градот, која се обидуваме да средиме. И дали со сите проблеми излегувате на крај? Па за сега излегуваме, што е во наша можност, излегуваме. Се што било, решено е сега за сега. За сега да. Тоа сакав да го чујам и благодарам, Сашо. Каде ние ќе се упатиме сега овде од дежурната служба? Каде одиме понатаму? Па од овде ќе идеме во салата за развод, каде што полицајците добиваат конкретни задачи за на терен што треба да работат и што треба да извршуваат. Тоа ќе биде многу убаво да се види, драги гледачи, а во меѓувреме ние ќе направиме една кратка пауза. Господине Благоја, каде дојдовме сега? Најавивме дека ќе дојдеме на некое многу интересно место. Дали се наоѓаме токму таму? Да, токму тука се наоѓаме, тоа е салата за развод, каде што полицајците добиваат конкретни задачи за извршување на теренот, што треба да работат и што треба да изработат за временскиот период кој што треба да бидат на терен. Еве дечињата самите се сместивме меѓу колегите кои што мислам дека добро се чувствуваат. Така може и вие да им мафнете на нашите гледачи во моментов да видат каков амбиент и расположение владае овде во салата за развод на сообраќајната полиција. Значи овде полицајците секој ден доаѓаат? Да, секој ден, значи пред секоја смена, пред да излезат на терен, мора да добијат конкретни задачи кои што треба да извршува и на кое работно место треба да биде. Тука се наоѓа и вашиот колега, да го представиме. Да, тоа е Пере Стојковски. Господин Пере, добар ден и добре дојдовте во Супер Звезда. Како сте? Многу добро. Што е точно значи вашата работа? Како прво да им посакам добро дојдена на дечињата, а воедно и на вас како водител што сте се погрижиле за да се оствари една ваква емисија.
Ова тука е салата за развод, ние што ја викаме, каде што се прифаќаат полицајците, каде што им се даваат насоките за работа. Тука им се прави прозивка на полицајците, се проверува личниот изглед, при враќање од служба и се проверуваат наредбите, задачите, конкретните задачи што имаат работено, проблемите што биле опфатени дента за работата, воедно им се даваат насоки доколку е предвидено за другиот ден што треба да работат. Така ме интересира, вие комуницирате со сите полицајци од една смена? Токму така ги прифаќаме полицајците од 07 до 19 часот и од 19 до 07 часот. Ме интересира како се врши примопредавање на смена. Примопредавање на смена се врши откако ќе дојдат полицајците, се проверуваат активностите, од тука со другите смени се врши примопредавање на смената, се задолжуваат со опремата и се испраќаат на терен. Значи, ме интересира дали во известен период, кога едните се заминуваат, а другите доаѓаат, нема никој надвор на терен. Има предвидено служби што остануваат на терен за да може да се покријат местата, има и служби што треба, например, кога треба се прави ротација на смената на самото лице место кај што се предвидени на терен. Значи, секогаш во секое време има полицајци на. Јасно, теренот е во секое време покриен, во исклучоци кога има потреба едната некоја смена ќе се повлече, некоја смена ќе остане на терен. Значи, станува збор за неверојатно и фантастична организација. Со добро функционирање. Ќе може ли денес да поразговараме со вашите колеги да ни кажат нешто повеќе околу нивната работа? Секако ќе може. Се надевам дека тоа и ќе ги интересира и нашите гледачи. Повеглете веднаш по мене да видиме здраво живо. Вие сте? Јас сум Горан. Драго ми е Горан, јас сум Дарко од Супер Звезда. Добро им дојдовте да видите денешен наш соговорник овде во нашата емисија. Стефан, имаш ли ти прашање за Батко Горан? Да, ја имам прашање. Дали е убаво да се биде собраќаец? О, колку убаво прашање. Благодарам, Стефан. Горан, дали е убаво тоа што вие го работите? Да, убаво е и доста интересно, нели? Во текот на работата се среќаваме со многу луѓе и контактираме со многу луѓе и доколку има нели прекршители ги казнуваме. Дали работата ваша е само надвор или работите некогаш и внатре? Работиме надвор, повеќе сме надвор, но и внатре. Возите возила, возите мотори. Да, возиме моторни возила, возиме и мотоцикли. Да. Не може да биде поинтересно. Не може да биде поинтересно. Сите оние дечиња кои значи сакаат да го направат тоа, ете еден ден треба да учат и да станат што? Собраќаен полицаец. Ти, Стефан, што би сакал да станеш кога ќе порастеш? Јас би сакал да бидам специјалист. Бре, ти ќе бидеш од тие мисли специјалистите, оние најспецијалните, така? Најопасните што се така? Фала, благодарам. А сега веднаш до мене се наоѓа Јасмина Ангелеска. Јасмина, јас сум Дарко од Супер Звезда. Баш ми е драго вака да имаме шанса да се дружиме, а сега овој дечко ќе го постави прашањето за вас. Кој е прашање? Јас сум Мате Николов, сакам да го поставам прашањето што е работата на еден собраќаен полицаец. Ова е сега убаво прашање. Ќе ни кажете ли што поточно е вашата работа? Работата на собраќаен полицаец е контролирање на учесниците во сообраќајот, физичка регулација при сообраќајна незгода, значи да се овозможи нормален поток на сообраќајот, да нема закрчувања, доколку има прекршители нормално санкционира, мандатни казни, прекршочни пријави, устно поменети, писмено поменети. Секако, значи има многу работа кај нас? Многу обемна работа. Во разни периоди на годината има ли кога има повеќе работа, а некогаш кога има помалку работа? Има. Летен период има помалку работа, пошто по растретен работа. Ме интересира по колку часа на ден работи еден собраќаен полицаец? 8 до 9 часа. Работите само дење или работите и ноќ? И навечер и преку ден. Значи имате и смени кои што течат навечер и интересно ли е да се биде собраќаец? Интересно, убаво. Ви благодарам за прекрасниот одговор, а сега да ја представиме колешката која се вика Билјал Лејла. Здраво, дали сте добри? Одлично, супер. Еве сега прашањето за вас ќе го постави оваа женска што се вика Бојана. Бојана, како си ти? Добра. Ти се допаѓа ли овде? Да. Ти ни нацрта нешто? Да. Една собраќајна полицајка ни нацрта да ја покажеме да може да ја видат нашите гледачи. Леле, колку убаво представена, направена, сега и фали пиштол и пендрек, така? Ајде да видиме сега Бојана, додека го цртаме пиштолот и пендрекот, да го поставиме прашањето. Кој беше твоето прашање за оваа дадичка? Здраво, јас сум Бојана Мрингјолица и сакам да прашам дали е тешка вашата работа. Убаво прашање. Тешко ли е тоа што го работите? Па се разбира дека е тешко, особено за нас женските, значи од понежниот пол. Тешко е, значи идеме во смени, прва, втора, трета смена, искачаме значи на терен без разлика на временските услови, дали е ладно, дали врне, снег, дожд, сонце, значи ние сме постојано на терен. Обемна е работата, значи има голема одговорност, меѓутоа кога ја сакаме работата, кога се работи со љубов, тешкоти нема. Значи не е битно дали е надвор плюс 50 или минус 20. Не е битно, значи секогаш сме на терен.
работата ваша мора да се заврши во секое време. Па мора да се заврши. Ако не бидеме ние таму, хаос ќе настане. Ви благодариме, значи, што внимавате и што правите, значи, ние да може кога излеземе надвор да ни е све организирано онака на ниво како што треба. Фала многу. А ово е сега Стефан, ќе постави едно прашање. Стефан, кое е твоето прашање, Злато? Здраво, јас се викам Стефан и сакам да прашам што е ова позади нас. Така, батко Златко ќе ни каже, овдека позади имаме многу разни знаци ли се оди? Да, тоа се сообраќајни знаци кои се поделени во повеќе групи, од знаци за опасност, изрични наредби за известување, дополнителни табли, светлосни и други сообраќајни знаци, како и знаци дадени од сообраќајниот полицаец при физичко регулирање на сообраќајот. Зошто во сообраќајот има знаци? Еве да прашаме да знаат и дечињата и родителите кои не знаат зошто има знаци. Ако не постојат правила, прописи и сообраќајни знаци, тогаш сообраќајот не би се одвивал по редот кој што треба да се одвива. Сообраќајните знаци односно го регулираат движењето на возилата, пешаците и сите учесници во сообраќајот. Колку е битно да се почитуваат знаци? Многу е битно бидејќи едно непочитување на сообраќајен знак значи поголема материјална штета, губење на човечки живот, телесни повреди што многу често се случуваат заради тие сообраќајни знаци кои не се почитуваат, што се поставени на патиштата и на улицата. Благодарам да знаат и децата и родителите, да кажеме, имаме ли ние во нашата држава сообраќајни незгоди каде што имаме деца жртви? Да, има сообраќајни незгоди каде што учествуваат деца кои најчесто е по вина на детето, бидејќи е малолетно, меѓутоа одговорноста е поголема на родителите, бидејќи тие се сепак малолетни, не го разбираат сообраќајот. И треба и исто родителите да водат голема грижа за своите деца и да ги научат и да им посочат што све треба тие да прават и како треба да се однесуваат како понатамошни учесници. Да ги посоветуваат на сите опасности во сообраќајот кои при секој излегување на јавно место, на сообраќајни површини, движење по тротоари, на улица, преминување, почитување на основните знаци, мислам на пешачките премини, знаците на семафорите и сите тие работи, што се однесуваат како нив, како учесници, пешаци или во возило, на задно седиште, да бидат врзани со сигурносен појас и сите тие работи. Владко, ви благодарам. Еве сега, дечки, научивте зошто служат знаците, значи? Да! Ги почитуваме ли? Да! Мораме да ги почитуваме. А сега ќе го представиме колегата кој се вика? Боби Ѓорѓев. Боби, здраво живи, добродојавте во Супер Звезда. Како сте? Одлично. Ајде да видиме сега оваа згодна женска овдека што го носи вашиот телек. Ќе постави едно прашање. Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Марија Бергиева, сакам да прашам кои знаци треба децата да ги почитуваат. Ти благодарам, Кукле. Овдека околу мене има многу знаци, значи има повеќе од 100. Дали дечињата треба да ги почитуваат сите или има некои одредени кои посебно и специјално мора во секоја прилика се почитуваат? Значи, на нивната возраст децава најчесто учествуваат во сообраќајот како пешаци. Со оглед на тоа, значи, мора да ги познаваат, најдобро е да ги познават правилата кои што се однесуваат на пешаците. Што значи тоа? Значи, кога се движат по улиците, треба да се движат по тротари, како се преминува улица на обележан пешачки премин. На раскрсниците, нели, имаме семафори за возила, семафори за пешаци, значи да ги знаат знаците: црвено за стоење за пешаците, зелено за поминување, како и за возилата, како да се движат со велосипедите, значи тие се основни правила кои што на нивната возраст треба да ги знаат. Дечиња, вие ги почитувате ли знаците? Да. Учествувате во сообраќајот како пешаци? Да. А возите по некогаш велосипед? Некои од вас кои се поголеми? Да. Некои кои се помали? Не. Сакам да поставам едно прашање. Од колку, значи, години дечињата можат да управуваат велосипед во сообраќајот, а од колку години можат да управуваат велосипед со мотор? Така. Значи, за да управуваат велосипед во јавен сообраќај треба да имат наполнето 10 години, а за велосипед со мотор 14 години, меѓутоа покрај годините треба да положат и испит од познавање на правилата и прописите во сообраќајот. Значи, не е само ние да сакаме и да имаме години, него мораме да отидеме и да завршиме она регуларната процедура која што вели дека треба да положиме некои прашања и некој испит. И како учесници во сообраќајот кога возат велосипеди и велосипеди со мотор, треба да имат малце пошироки познавања, односно да ги знаат сите сообраќајни знаци.
Еве сега ќе се запознаеме со Лидија. Здраво, живи, добро дојдовте во Супер Звезда. Како сте? Добро, одлично. Ви го разубавевме денот денеска? Да, дај Боже да е секој ден така. Супер. Мора да се работи онака посериозно. Апсолутно, апсолутно. Ево е лепотан, сега има едно прашање за вас. Повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас се викам Бенијамин Џеферовски. Сакам да прашам дали возачите треба да ги почитуваат знаците. Така. А пешаците и тие дали треба да ги почитуваат, ќе ни каже ова дадичка Лидија, дали само возачите или и пешаците ги почитуваат знаците? Дека возачите нели обавезно треба да ги почитуваат, меѓутоа не се оние единствени учесници во сообраќајот, така да и пешаците се исто така учесници во сообраќајот и нормално дека и они има и за нив правила што треба да ги почитуваат, како на пример тоа каде треба да се движат, дека не треба по коловоз, односно улица да се движат, каде децата посебно треба да играат затоа што и они се пешаци, каде треба да возат велосипеди, значи велосипедистите исто така треба да почитуваат, каде треба да се возат моторчиња, кои што летниот период нели посебно така се актуелни. Така да, одговорот е дека треба и пешаците и другите учесници, останати сем возачите да ги почитуваат правилата за да нормално функционира сообраќајот во градот, во држава. Значи сите знаци, сите правила и прописи се исти за сите, така? Так. А вие сте тука тоа да го спроведете? Па да. Успешно ли го спроведува? Сметам дека е успешно. Инаку мене ме интересира дали децата понекогаш грешат и има ситуации кога вие, сообраќајните полицајци, доаѓате во ситуација да ги видите нив како не ги почитуваат знаците или, например, поминуваат на црвено светло? Да, нормално мислам. Како и секој учесник во сообраќајот и детето и грешат, често грешат, меѓутоа казна за нив не постои како казна, онаа страшна казна. Так, ги предупредуваме и му кажуваме, ги праќаме да гледаат филм, за да така апсолутно, за да видат кои се опасности. Да, точно како треба да се однесуваат во сообраќајот и во иднина да не грешат и нормално да се избегне секаква несреќа, фатална, помала така. И се друго што може да настане, а не предвидено. Благодарам, Лидија. Сега да го запознаеме вашиот колега. Здраво, живо за господинот. Сашо Илич. Сашо, како сте? Дали сте добри? Добро, вие како сте? Одлично, супер. Еве денеска дојдовме и уживаме во разговорот со вас, сообраќајците овдека. Дали уживаш и ти, Злато? Да. Како се чувствуваш во сообраќајната полиција? Супер. Дали мислиш дека вака убаво може да си поминеме овдека денеска? Да. Супер. Дали имаш ти прашање за Бетко, Сашо? Да. Кој е твоето прашање? Јас сакам да прашам дали ги казнуваат само возачите или пешаците? Пешаците мислиш, да. Дали има казни само за возачите или има и за пешаците? Значи, ова е многу интересно прашање. И сега како што постојат обврски на возачите, значи како што има казнени одредби за возачите, така постојат и казнени одредби за пешаците. Меѓутоа, што е целта на казнените одредби? Секогаш да се действува превентивно, а веќе крајната нужда или крајната цел да биде репресијата. И затоа треба да бидеме добри и да внимаваме, но сепак не е казната таа за која што ние треба да го почитуваме сообраќајот, него пред се е животот наш и животот на оние други учесници во сообраќајот, што сепак нема цена. Ви благодарам многу, почитувани господа сообраќајци, што ни возможивте да ве видиме овдека во салата за развод и да ви посакаме пред се пријатен работен ден. Денеска се собравте овдека заедно со господата кои што ја водат смената. Ви посакуваме, значи, пријатен убав работен ден во кој што нема да има инциденти и да се гледаме зарно и зубаво. Договорено? Да! Ајде, драги гледачи, сега ќе направиме кратка пауза, а веднаш потоа ќе се вратиме повторно овдека со нови моменти во сообраќајната полициска станица Скопје. Како и сите оние кои сакаат својата работа да ја завршат токму онака како што треба, така и сообраќајните полицајци со себе мораат да носат специјална опрема. Веднаш до мене се наоѓа Ирина да ја кажеме здраво и добро дојде во Супер Звезда. Ирина, како си? Добро, одлично. Значи, ние чувме дека вие сообраќајните полицајци меѓу другото носите и вистински пиштоли. Го имате ли вие тоа на вас? Да. Каде се наоѓа да го покажеме да видиме? Значи, секој сообраќајен полицаец е пред се полицаец и затоа мора да носи и огнено оружје. Секако да. Носите ли пендрак? Носим и пендрак.
носите капи, прекрасна униформа. Имате летна, имате зимска униформа? Да, секако имаме летна и зимска униформа, значи ја носиме според временските услови. А ме интересира во кои ситуации ги носите капите на глава? Капите на глава ги носиме штом излеземе надвор. Штом излезете надвор, а додека сте во затворена просторија или во станица? Во затворена просторија капите не се носат. Благодарам, Ирина. Тука се наоѓа и незиниот колега, господинот Вилсон. Здраво, живо и добро дојдовте во Супер Звезда. Како сте? Одлично. Еве, кажете ми сега, вие од останатата опрема која што има полицаецот, зошто служи овој елек кој што го гледаме на вас? Елеков, што го гледате, служи за препознавање и рефлектира во ночни услови. Значи, ноќе, тој ја рефлектира светлината? Да, и Може од многу далеку да биде виден? да биде препознат дека на улица постои сообраќајен полицаец и врши контрола. Секој полицаец значи мора да носи ваков жолтен. Си дење ноќ. Одлично. Ме интересира, тоа е значи составен дел од опремата. Понатаму, од опремата која што еден сообраќајен полицаец треба да има и да располага со неа, зашто станува збор? Например, ова да го кажеме, ова е многу вака интересно. Палица што служи за стопирање дење. Значи, ера стопалката има посебна за дење, а ова претпоставувам дека е за која што се користи во ноќни услови. Та има и светло. И црвено светло има. Има и црвено светло, еве може да ја видат нашите гледачи го за што станува збор. Значи, оние кои што возат навечер, кога ќе видат црвено светло, малку поголем знак и полицаец во елек треба да застане. Значи, веднаш штом се покаже оваа стоп палка, ова е значи Стримлайт. Таа е светилка и со неа може да се запира и да се врши контрола. исто така вас ви служи за осветлување на неосветлени места. Што видно незгоди да бидеме поише обележени, зашто таа дава многу поголемо зрачење. Така, значи со ова може да видиме. Сега ме интересира ова што е сакам Ирина да ми каже, сите полицајци имаат нешто вакво, станува збор за што? Станува збор за радиоврска. Оваа радиоврска не служи за комуникација, значи со дежурниот старешина што се наоѓа внатре во базата. Значи ние преку оваа радиостаница добиваме работни задачи, значи што треба да се направи, каде треба, како треба. Значи оваа радиоврска служи токму за тоа. Постојано сте во комуникација? Со оваа радиостаница постојано сме во комуникација. И со вашите колеги, и со вашите претпоставени? Точно, со претпоставените, со колегите, со дежурниот старешина во станица, значи комплетно со сите. Може да си правите приватни муабети, здраво, сакам да го прашам колегата Петко како е? Не, значи оваа радиостаница служи само за службени задачи. Значи, исклучиво по неја се издаваат наредби и се врши вашата работа. Токму така. Благодарам. А сега сакам да го прашам господинот Вилсон за што служи оваа направа која што личи малце како пиштол и е така многу интересно. Вилсон, што е ова? Чите многу не обожаваат. Зашто е станува збор за популарниот радар. Станува збор за популарниот радар. Што е радар? Значи да кажеме дечињата да знаат. Дечињата да знаат. Радар е направа која мери брзината на движење на возилото. Значи со ова може да се види било кое возило со која брзина приоѓа кон нас или се оддалечува. Може да видат дечињата и тука се покажува брзината. Може да се види возачот колку возел. Кога го соперте некој, мора да му кажете значи колку возел и он овдека може да ја прочита брзината со која што возел. Секој ја чита својата брзина. Така, до која брзина најчесто вака сме најбрзо да се вози во град? Во градот се вози до 60 км. Никако повеќе? Ако е со знак намалено, може и значи може и да е и помалку. Дали нашите возачи ги почитуваат правилата, знаците и пропишаните брзини? Нашите возачи почитуваат. Имаме ние писмени опомени, не идеме директно на репресија, пошто секој може и да погреши до 5-10 км. Однос репресија не се настапува. Така, но што ме повеќе и што се гледа дека е намерно? Е намерно, стои нешто на 60. Така, веднашка се казва. А ова е да послужи како доказ, се гледа значи радарот, така и потоа се пишува тоа, како се викаше? Пријава се вика налог. Се поднесува еден налог, прекршусна пријава. Што се проследува понатаму. Ви благодарам господин Вилсон. Сега остана овде уште една интересна направа која што сакаме со вас да ја продискутираме. За што поточно станува збор, каква направа е ова да можат да ја видат гледачите и да ја гледачи. Верувам дека некои од вас веќе имале шанса да се сретнат со полицајци кои што им побарале од нив да дуваат во оваа направа. Ова се вика алкомер. Алкомер е ова. Алкомер. Али типот е дрегер. Дрегер, значи ова е алкомер. Зошто служи ова направа? Алкомерот служи да се констатира во организмот возачот колку има алкохол. Доколку има? Доколку има, ако нема... Точно покажува? Точно покажува. Значи ова е направа која што не може да сгреши, едноставно се контролира, се проверува. На возачот му е дозволено 0,50. Значи 0,50 е дозволено, значи тоа е 0,50 промили. На тоа више
ние преземеме мерки и го исклучуваме возачот од сообраќај. А професионалните возачи дали имаат воопшто било каква Налево воzač, не. професионален, значи мора да е 0.00. Обично он вози, дечиња вози, автобуси возат. Превозна стока, патници. Тука нема толеранција, нема милост. Значи тие нема милост. Значи со ова направа која што се вика Алкомер се утврдува како функционира. Може ли да пробаме на мене оваа направа, на пример, да видиме еве или Стефан или некој од дечињата од Суперзвезда. Стефан, дали Сабајле имаш ти пиено јогурт на пример? Имам чај пиено. А имаш еден чај. Еве да видиме дали имало малце рум во чајот што го пиеше Стефан. Ајде да пробаме 3-4. Треба да се дува. Го клучуваме оде и се дува додека не се исклучи зелената. Така. Ајде сега да видиме дали Стефан е подготвен. Повели господин Стефан. Сега господин Стефан може да дувне, да. Колку време трае тоа? Па тоа трае околу 60 секунди. Значи додека се види, значи вкупно процедурата од вклучување, проверка до исклучување, Стефан готово не дуе. Стефан има 3:00:00, значи Стефан во својот чај што го испи утринава немаше ни капка рун. Браво, Стефан, сега ќе те пуштиме слободно да може да си продолжиш ти да си пешачиш како пешак низ градот Скопје. А ние, драги гледачи, одиме да видиме, значи сега една многу интересна специјална работа која што нашите почитувани гледачи дури не можат ни да претпостават дека нашата сообраќајна полиција ја има. А сега ќе видите зашто поточно станува збор. Сега, драги гледачи, јас сакам да ги прашам суперзвездите дечки, дали сте добри? Да! Имате ли убави спомени од денешната посета овдека во сообраќајната полициска станица? Да! Какви луѓе се полицајците? Што мислиш ти, Стефан? Јас мислам дека полицајците, иако сите мислам дека се лоши, вака на изглед се убави и во душата се добри. И во душата се добри. Ти благодарам, Стефан. Ете сега и гледачите може да видат дека полицајците не се тука да казнуваат, туку се овде за да го направат светот поубаво место за живење за сите нас. Ова е крајот на првата емисија од посетата на Суперзвезда во сообраќајната полициска станица. Продолжението од оваа емисија ќе имате шанса да го видите за 7 дена во емисијата Суперзвезда. Останете со нас заедно и следната недела, а до тогаш бидете ни живи, здрави, весели, среќни и распејани. Мафнете им на нашите драги гледачи и кажете им да ги слушаат мама и тато, да гледаат Суперзвезда и да внимаваат во сообраќајот. Чао, пријатно и до гледање. Чао!